Владарника, хранителя души телес наших, у Господа проси. Богословскиот факултет прославува во година 20 година од своето постојање. Јас сум еден од првите професори таму и уште сум професор на Богословскиот факултет и сум декан на Богословскиот факултет во моите години. Можам да ви кажам дека тој факултет постојано расте. Расте затоа што растат пред се самите предавачи, самите професори. Имаме млади професори со многу ентузијазам, со многу способности и студентите од година на година покажуваат се поголеми успеси. Навистина Богословскиот факултет има кадар и професорски и има голем број студенти кои ветуваат многу. За одбележување е дека кај нас не доаѓа само средношколци. Доаѓаат луѓе што со завршен факултет. Имаме многу со филозофски факултет, со филолошки факултет, со психологија, дури и со медицина. Луѓето сакаат да добијат прво за себе. Јас сум прашал, зошто доаѓате тука? Девојче ќе прашал, момче, сакаме да знаеме што е тоа верата, што е Бог, што е човечката душа, што е смисла на човековиот живот, што може црквата да му даде на современиот свет. И тие луѓе, сметам, ќе бидат многу корисни во нашиот црковен живот. Тие ги знаат проблемите на своите другари, го говорат истиот јазик што тие го говорат, ги имат истите маки, ги имаме и може да бидат од голема корист. Пред празникот на Свети Климент имавме една така прослава мала на која говори пред соборната црква. Имаше многу деца, може 300, 400, 500 беа во првите така наседнати. Прво на нив и ми се обратих и велев, дечиња, вие ќе бидете вистинските христијани македонци ако од сега почнете да го учите христијанството и да живеете според него. Овие што сега ги имаме се луѓе кои минале низ други училишта. Тие го сакат својот народ, му го сакат доброто, ама тие луѓе не се христијанизирани до крај. А вие што седите тука, ако продолжите да го слушате мајчиниот глас, гласот на мајката црква, ќе бидете вистински водители на овој народ, христијани православни. Се обраќам до едно, велам, ти може да бидеш председател на републиката, но христијанин православен македонец. На друга, ти може да бидеш председател на парламентот и на владата. Вие може да бидете професори на универзитетот, може да бидете писатели, може да бидете уметници, може да бидете политичари, христијани. И тоа кој ќе стане тогаш македонската црква, ќе си го завземе своето место во животот на македонскиот народ. Навистина доживуваме црковна ренесанса. Она што станува во текот на овие последни 7 години е вистинска приказна за тоа како еден народ кој се оддалечил од својата мајка повторно и се враќа. Многумина некрстени се крстија и се крштеваат, многумина невенчани се венчаваат, многумина што со години не се причестили се